Видовме минатата сабота дека саботата не е старозаветна според библиското значење на поимите Стар и Нов Завет. Спротивно на мислењето и верувањето на целиот христијански свет. Денес лекцијата се занимаваше со чекорење или одење по духот наспроти желбите на телото. Постои голем проблем и во денешниот адвентизам, а во протестантизмот уште одамна, во врска со оваа тема. Да отвориме во посланието до Галатјаните 5 глава и да видиме кој е тој проблем. Со самата лекција инаку немаше никаков проблем од оваа измината седмица. Галатјаните 5 глава откако апостол Павле повикал на слобода, кој што значи слобода од законот, но истовремено тоа значи слобода од гревот. За жал, поголемиот дел од протестантизмот, па и новата теологија во адвентизмот, под слободата подразбираат слобода да се греши. Средбер не го кажуваат тоа така отворено. Меѓутоа, еве, например, што кажал во своји проповеди, што има кажано доктор Дезмонд Форд уште во 70-тите години од минатиот век, кога почнуваше адвентистичкиот отпад во Австралија. Цитирајќи го 17-тиот стих, зашто телото сака противни работи на духот, а духот противни на телото. Тие се спротивни еден на друг, за да не го правите она што го сакате. Цитирајќи го само овој еден стих, Дезмонд Форд изрекувал заклучок дека ние не можеме да го правиме она што е добро, не можеме да живееме свет и праведен живот, бидејќи колку и да сакаме, додека сме во вакво тело, тоа нема да можеме да го постигнеме. Затоа новата теологија проповеда дека посветување ќе настане дури кога верниците ќе добијат ново тело. Значи, дури со второто Христово доаѓање, а до тогаш ќе си грешиме. Истовремено тоа е робство, затоа што ќе се сетиме уште еднаш на Господовите зборови, оној што прави грев, тој му робува на гревот. Значи, ќе бидеме робови до второто Христово доаѓање. Ако велиме, ќе си грешиме до второто Христово доаѓање. Интересно е што вакви погрешни заклучоци беа извлечени од само еден стих, кога предходниот, например, 16-тиот, вели: ви велам, живејте по духот и нема да им угодувате на телесните страсти. А и следниот стих, 18-тиот, после 17-тиот, вели: ако ве води духот, вие не сте под законот. Значи, ако ве води духот, не сте под законот. А ако ве води духот, нема да им угодувате на телесните страсти. Тогаш како можеше да се извлече заклучок дека додека сме во вакво тело, немаме друго решение, немаме спас. Се додека Христос не дојде и не ни даде ново тело, значи ние никогаш нема да можеме да го правиме она што тој го сака. Никогаш не може да исполнуваме неговата волја. Секогаш ќе си грешиме. Секогаш ќе бидеме робови на телото. Каква поразителна теологија. Наместо тоа апостол Павле вели:
живејте по духот, ако ве води духот. Со други зборови, духот е тој што носи слобода. Таму каде што е духот Господов, 2 Коринќаните 3 глава, 17 стих, таму е слободата. Како можеше телото да се прогласува за единствен фактор? Се додека сме вакво во тело, ќе грешиме. Се додека сме во вакво тело, ние не можеме да правиме добро. Не можеме да го правиме оно што на Бога му е угодно. Како да не постои Светиот Дух. Ме радува што следната библиска поука ќе биде посланието до римјаните. И тоа ќе биде повторено после 7 години. Најверојатно масло на Тед Вилсон. Овие две библиски поуки, овие две книги да бидат повторени во поуката после мал број години. Очекувам да имаме многу благословена есен заради тоа, бидејќи во споредба со Галатјаните, ако Галатјаните беа, еве да речеме, ручек, римјаните се и десерт и вечера заедно. Во посланието до римјаните, целата 7 глава апостол Павле ја посветува за она што го кажува во Галатјаните 5:17, а целата 8 глава ја посветува за она што го кажува после тоа и пред тоа, за одењето по духот. Да го прочитаме прво неговиот восклик во 7 глава, на крајот од 7 глава, нема да читаме цела 7 глава. 23 стих од 7 глава вели, прво 22, бидејќи според својот внатрешен човек наоѓам наслада во законот Божи, значи сакам да му служам на Бога, сакам да го исполнувам Божиот закон, дури наоѓам наслада, значи ме привлекува Божиот закон. Не е нешто досадно, не е нешто непријатно. Но во своите телесни делови гледам друг закон, кој војува против законот на мојот ум и ме држи заробен во гревовниот закон кој е во моите органи. Колку несреќен човек сум јас, кој ќе ме избави од ова тело на смртта? Дезмонд Форт и новата теологија тука застанува на ова. Значи, кој ќе ме избави од ова смртно тело? Ова смртно тело не ми дава да му служам на Бога постојано. Дури ако некогаш му служам, дури ако некогаш ја исполнувам неговата волја, кога тогаш ќе дојде момент кога повторно ќе паднам, кога повторно ќе го загубам тој благослов и така натаму и така натаму. Дваесет и петиот стих или последниот од 7 глава: му благодарам на својот Бог преку Исус Христос нашиот Господ. И така, јас самиот со умот свој му служам на Божиот закон, а со телото на гревовниот закон. И ова Дезмонд Форт би рекол, еве, немаме чаре. Со умот сакаме да му служиме на Бога, со умот го исповедаме Бога, вистината, но со телото си грешиме и мораме да си грешиме. Додека сме во вакво тело. Меѓутоа апостол Павле не го завршил тука посланието до римјаните. Напишал уште многу повеќе глави до крајот, отколку овие досега. 8 глава, првиот стих.
И сега, нема никакво осудување за оние кои се во Исус Христос. Зошто? Зато што го исповедаат со уста, додека со телото неминовно му служат на греот. Така велат протестантите. Протестантите мислат дека се спасени само затоа што го исповедаат Исуса Христа, веруваат во Исуса Христа, додека со телото му служат на гревовниот закон. Неминовно му служат на гревовниот закон. Меѓутоа апостол Павле не мисли така. Во многу библиски преводи, оно што досега го прочитав од првиот стих, така гласи целиот стих. Меѓутоа апостол Павле не напишал така. Како гласи целиот први стих од 8 глава. Значи, и сега нема никакво осудување за оние кои се во Исус Христос, и сега тука завршува стихот во многу библиски преводи. Меѓутоа, дали тука завршува стихот? Тајче кај тебе шо вели? Значи, дали е проблем тоа што имаме вакво тело? Било ли проблем за Христа? Какво тело имал Христос? Од Витлеем до крстот. Имал вакво тело. Распадливо, смртно тело. Туку проблемот е дали го имаме или го немаме духот. Ако сме исполнети со духот, ако не води духот, ако одиме по духот, тога што се случува со телесните дела? Ке стигнеме до таму. 13 стих од 8 глава вели: бидејќи ако живеете по телото, или ако одите по телото, можеме да речеме, што? Ке умрете. Но ако преку духот, што? Ги умртвувате делата на телото, ке бидете живи или ке живеете. Сите оние, понатаму вели, што се управуваат по духот Божи, се синови Божи. Зашто вие не го примивте духот на робството, за да бидете во страв, туку го примивте духот на посинувањето. Еве таа иста галатијанска тема, само од 4 глава. Преку кого велиме Ава, Оче. И понатаму зборува за наследството, исто како во Галатијаните и така натаму. Да се вратиме на вториот стих. Значи, првиот го завршивме, вториот стих од 8 глава. Зашто законот на духот, кој дава живот во Христос Исус, ме ослободи од законот на гревот и смрт. Значи, пред тоа рече, јас несреќен човек кој ќе ме избави од ова смртно тело, телото со кое што му служам на гревовниот закон. И што беше решението на тој проблем? Новата теологија вели решението кога Христос по втор пат ќе дојде. Катастрофална грешка. Известно време пред Христос воопшто да дојде. Времето на милост кога ќе биде завршено. И ако оние што понатаму ќе грешат, значи оние се оние кои што се жигосани. Бидејќи во тоа време нема да има посредник, таквите гревови повеќе не можат да бидат опростени. Но апостол Павле наоѓа решение во духот, зашто законот на духот, вели, кој дава живот, бидејќи законот не даваше живот. Законот Мојсеев не даваше живот. Но законот на духот, кој дава живот во Христос Исус, ме ослободи од законот на гревот и на смрт. Еве што значи слобода. Христијанската слобода апостол Павле ја сватил како и ја доживеал, како и мнозина од нас.
на своја кожа, како слобода од гревот, слобода од телесните страсти, слобода од сите комплекси, стереотипи, од сето оно на што робува човекот. Бидејќи човекот, секој човек е роб на сите околности што го обкружуваат во животот. Какви само глупи комплекси не постојат на кои што луѓето им робуваат. Пример, ако некој купи оваква облека, па сите мора чувствуваат потреба сега и ние така да се облечеме, или овој купил ова, па и јас треба да го имам тоа, да не заостанувам, и така натаму, и така натаму. Јас се сеќавам на многу глупи комплекси, како дете, што сум ги осеќал во животот. Се или наметнати од околината, од средината, од друштвото, или, како што вели апостол Павле, од внатре, од себе, од телесните желби. Меѓутоа, сето тоа беше умртвено. Сето тоа беше ставено под контрола. Сето тоа беше спласнато, обесилено, кога дојде духот, кога дојде верата, кога дојде новиот живот во Христа Исуса. Има една проповед од Дезмонд Форд, во која што тој кажува една ваква реченица. Јас ниту еден момент не можам да го држам Божиот закон. И потоа вели, цитирајќи ги овие стихови што ги споменавме, и последните од 7 глава Римјаните и Галатјаните 5:17, замислите, кажа нешто спротивно на оно што Христос го кажува во Евангелијата. Ете докаде може да не одведе новата теологија, докаде може да не одведе погрешното разбирање, толкување на Библијата. Што ако е доктор по теологија? Што ако е авторитет за илјадници луѓе и таму во Австралија, и во Северна Америка, и на многу места во светот? Додаде и рече, јас, мислејќи сите луѓе, јас во секој момент им служам на двајца господари. Со своето тело му служам на гревот, а со својот ум му служам на Господа, на Христа и така натаму, и така натаму. Дали ова точно или погрешно? Катастрофа, точно. Што рече Господ во Евангелијата? Ниједен човек не може да служи на двајца господари. Дезмонд Форд вели, јас секој момент служам на двајца господари. Со телото му служам на гревот, а со умот му служам на Господа. Според Христа, ниједен човек не може да им служи на двајца господари. Не може да имате двајца господари. Всушност, ако му служам на гревот, ако правам грев, на кој Господар му служам? На гревот. Само на гревот. Не му служам на Господа. Затоа што во тој случај одам по телото. Како, може да речеме и милиарди. Малко ќе биде ако речеме милиони во овој свет. Повеќе од милиарда сигурно одат по телото. Но, оние што се во Исуса Христа, оние кои што одат по духот, оние кои што ги води духот, оние кои што живеат според духот, тие на кој Господар му служат? На единствениот Господ.
значи на Светиот Дух. Тие му служат на Духот, на Господа, на Отецот и Синот. Тие во тој случај го имаат умртвено гревот, го имаат победено гревот. Како? Само преку Духот. Духот е тој што ја завршил таа работа. Духот е тој што го очистил станот. Умот, мислите, срцето, побудите. Демоните се избркани. Затоа Исус вели дека ако некој човек го загуби после Духот, демонот кој што излегол од него, ќе проба повторно да влезе. И кога ќе влезе, бидејќи Духот веќе не е таму, тој демон што наоѓа? Чисто, уредно, изметено. И тога што прави? Како некои луѓе одвај чекаат да се изфарба, да се окрачи некој ѕид, и оние што пишуваат графити посебен мерак имаат на таков ѕид. Чист, бел, тазе офарбан. Да отидат и да шкртаат по него. Или се секам како деца на тазе поставен асфалт или бетон некаде и ќе сакаме да се подпишуваме таму, да се овековечи тоа, па разни цртежи и така натаму. Тогаш демонот вика други 7 полоши од него и влегуваат во тој човек и неговата последна состојба е дури пострашна и полоша од првата. Да се вратиме во Галатијаните 5 глава. Откако ги набрал делата на телото, времете што се е наброено: блудство, нечистотија, бесрамност, служење на идоли, магии, непријателство, кавги, че дури и кавги. Значи, кога имаме кавги и тука во црква, што правиме? Ги правиме делата на телото. Овој превод вели ревнување, меѓутоа се мисли на љубомора, гнев, раздори, расцепи, зависти, пијанство, пирови и други слични работи. Одопред ви велам, како што ви реков и порано, дека оние што го прават сето тоа нема да го наследат Царството Божие. А плодот на Духот е љубов, радост, мир, долготрпеливост, благост, добрина, верност, кротост, воздржливост. Против такви нема закон. Оние пак кои се Христови го распна на телото свое со страстите своји и желбите. Ако живеете со дух, ако живееме со дух, се извинувам, по духот сме должни и да постапуваме. Да забележиме кој е првото телесно дело што е наброено во листата на телесни дела. Како? Тоа мислиш на духот. Да. Всушност, дали знаете дека многу луѓе во светот не прават разлика помеѓу овие две? Толку се пијани што не прават разлика помеѓу овие две.
Блудство, нечистота, бесрамност, тие го нарекуваат љубов. Меѓутоа, апостол Павле вели дека љубовта е првата на листата од плодот на духот и е спротивна на телесните дела. Зошто? Елен Вајд вели дека светот страста ја нарекува љубов, што е погрешно, исто така. Во страста спаѓа и влюбеноста, која што исто така не е љубов, туку е страст. А плодот на духот е љубов. Што значи ова? Радост, мир. Мирот доаѓаше спротивно на што? Непријателство, кавги, раздори, расцепи, долготрпеливост. Од што па настанува кавга и расправија, какво што слушам имавте денес предпладне? Очи, прво се нема долготрпеливост, ако треба ќе го истрпам братот или сестрата. Не е проблем. Па се нема долготрпеливост, се нема благост, се нема добрина, се нема кротост, воздржливост, тука се вели. И се разбира, не се ова само, сите тие особени. Меѓутоа, сите тие апостол Павле ги нарекува плодот на духот. Значи, постојат многу дела на телото. Но плодот на духот е еден. Зошто е еден? Значи, не се плодови на духот, туку плодот на духот. Значи, ако го имам Светиот Дух, ќе ги имам сите овие особини. Нема да фали нешто. Пакет, значи, нема да имам фаличен софтвер. Ако го имам духот, ќе имам љубов, но ќе имам и кротост, долготрпеливост, благост, верност, воздржливост, мир, радост и така натаму. Телесните страсти ќе бидат распнати во наредниот стих. Оние по кои се Христови го распна телото свое со страстите и похотите или желбите. Затоа што наместо гревот и силата на гревот владее новиот Господар, владее Светиот Дух. Ни преостанува 6 глава од оваа лекција, која што е при крај, од оваа поука, мислам. Јас нема да почнувам ништо од неја. Но убаво е, и би сакал да завршам со 26 стих, последниот од 5 глава, кој што тука вели: да не бараме лажна слава, еден друг да не се предизвикуваме и еден друг да не си завидуваме. Што се разбира, ќе биде многу лесно да се исполнува ако во нас живее Духот. Христијанството значи живот и одење според Светиот Дух. Кој не го искусил Светиот Дух, кој не го доживеал Светиот Дух, сето друго, доброто воспитание, веронаука, уште од мали нозе, например, или било кога, сето друго е исто како Стар Завет. Значи, познавање на вистината, познавање на законот, но немајки ја силата на побожноста, немајки го духот, или ќе се разочараме,
и ќе избегаме од црква. Како што се случува со многу луѓе, особено млади луѓе. Или ќе останеме во црква, ама ќе се претвориме во лицемери. Но во духот, ако во нас живее духот, ако сме го примиле духот на посинувањето, значи, ако воопшто свакаме што значи да бидеш посинет, дали се чувствувате посинети од Господа? Значи, Исус е по природа Божи син, а сите други, апостол Павле ве нарекува посинети. Значи, Господ ве смета за своји синови и ќерки, но дали вие се чувствувате за такви? Дали ја чувствуваме таа чест? Што би било, да речеме, да се родевте како принцеза, син или ќерка, да речеме, на шпанскиот крал? Или на британската кралица? Или не знам кој? Господ ви дава поголема чест, ве прогласува за своји, за негови синови и ќерки. Дали сме свесни што тоа значи? Значи, не за робови, не за слуги, како под законот, туку ве прогласува за своји синови и ќерки, за семејство. Ве прогласува за браќа и сестри на Исуса Христа. И заедно со него наследници или сонаследници. Сонаследници на новата земја, на вечниот живот, на бесмртниот живот. Нека му е фала и слава вечно. Амин.